Иако официјално функцијата ќе ја преземе на 12 мај годинава, новоизбраниот председател на Македонија Стево Пендаровски денеска го имаше првото појавување во јавноста по неговата победа во вториот круг од председателските избори во неделата на 5 мај. Во друштво на премиерот Зоран Заев и другите членови на државната делегација пред папата Франциск, Пендаровски беше представен токму од неговиот претходник, се уште актуелниот шеф на државата Ѓорѓе Иванов. Според протоколот, Пендаровски беше присутен на обраќањето на папата Франциск во председателската вила наводно без сопругата, а подоцна и одржувањето на светата миса на плоштадот Македонија во Скопје. Посетата на папата е повод за сплотување, а власта и опозицијата да работат за она што е најважно за државата и покрај политичките разлики, изјави Пендаровски за телевизија 24, не сакајќи да го коментира обраќањето на председателот во заминување Иванов. Наспроти сите разлики кои ги имаме меѓу себе на политички план, треба да се договориме околу неколку битни работи. Мислам дека на сите ни е најважно овде да живееме во мир, во разбирање, со респект еден кон друг. И се надам дека од денеска натаму и ова ќе биде еден повод плюс да размислиме на таа тема повеќе. Во својот говор по средбите со премиерот Зоран Заев и председателот во заминување Ѓорѓе Иванов, обраќајќи му се на председателот како функција, папата Франциск рече дека Светиот престол уште од независноста на Македонија со големо внимание го поддржува секој чекор на земјата во напорите за унапредување на дијалогот и разбирањето меѓу властите и верските заедници. Денес Божјата промисла ми ја дава оваа можност да ја искажам лично ваквата блискост. И исто така да изразам мојата благодарност за посетата, што секоја година ваша официјална делегација ја прави во Ватикан по повод празникот на светите браќа Кирил и Методи. Инаку токму председателот еден од тројцата функционери кои секоја година ротираат и е предводник на државната делегација на одбележувањето на 24 мај, денот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи и посетата на Ватикан. Минатата година државната делегација предводеше премиерот Зоран Заев. Инаку изборот на Пендаровски за председател на државата предизвика реакции надвор од Македонија. Западниот свет како и регионот уште вечерта на 5 мај по завршувањето на изборите му ја честитаа победата. Денеска и амбасадата на Соединетите Американски држави во Македонија му ја честиташе победата на Пендаровски. Оттаму изрази очекување дека заедно со него, со владата и сите политички партии ќе работат на патот на земјата кон идно членство во НАТО и Европската Унија.